И точно време е за последниот разговор, односно гостинката која што знам со колку нетрпение ја очекувате, веќе наша пријателка долгогодишна, Розалија Секуловска. Психолог, психотерапевт, секогаш магистар по психологија. Секогаш сте овде да ни ги отворите вратите и да ни ги дадете одговорите на прашања кои секој еден човек си ги поставува во својот живот. Денеска одлучивме токму на денот на менталното здравје да проговориме за психологијата на старењето. Што значи старост и кога всушност започнува периодот на старење? Постојат најразлични... Благодарам за поканата. И точно, нели, на светскиот ден на менталното здравје се реков мајде да го посветиме на третото доба и на старите луѓе, затоа што и тие се важни во нашето општество. Така да периодот на старење или периодот на трето доба започнува различно. Постојат некои како хронолошки календарски определби, тоа е значи околу 60-та година почнува периодот на старење. Меѓутоа, ако гледаме биолошки, индивидуално е, со самото старење, тогаш кажуваме кога организмот старее, дека тогаш почнува старото доба. Го имаме психолошкиот момент, тоа е она како јас се чувствувам. Така да забележуваме дека многу помлади луѓе се чувствуваат старо и изнемоштено, за разлика од многу постари луѓе, кои што се витални, полетни, не даваат да помислат да стареат. Да. Точно, и тие имаат чувство дека се младолики се уште, па дури и снагата не ги изневерува и постои оној социјален часовник, кога веќе некако се завршени сите оние улоги на стапување во брак, формирање на брачна заедница, потомство, напредокот во кариерата, пензионирањето и така натаму, и веќе започнува со пензионирањето процесот и периодот на староста и старечкото доба. Да, постојат многу предрасуди, па и стереотипи кои што се поврзани со старите лица, да речеме да прашаш едно дете од 10 години, за него сите што се постари од него се стари, така нели? Но еве да ги земеме децата кај нас возрастните и особено да направиме една паралела за овие предрасуди и стереотипи кај нас во земјава и надвор во останатите земји. Како за се, така и за староста, за старите луѓе, постојат предрасуди, стереотипи, искривени перцепции, кои што ги нарекуваме ејџизам. Значи не само што постојат родови и полови предрасуди, туку малку се зборува и за овие старосни предрасуди. Најчесто за старите луѓето имаат некое искривено размислување дека тоа се стари, изнемоштени, безпомошни лица, лица со намалена моторика, координација, лица кои што се бавни, несмасни, болни, кои што некако како да не му се потребни на општеството. Меѓутоа, тоа се предрасуди, тоа се стереотипи. Како што во еден момент спомнавте, да се подсетиме колку нашите баби биле значени во нашиот процес на детството и растот, колку сега нашите родители кои што се некаде во периодот на третото доба, можеби некои во периодот на четвртото доба, колку тие не се такви. Значи тоа се само предрасуди, етикети залепени, колку се тоа луѓе полни со мудрост, искуство, животен век, знаење и колку може од некој од нив да се учи, да се земе она животното искуство кое што го нема во книгите. Не се учи во ниедни книги. Точно. Така е. Колку искуствено имате вие во пракса, еве вака, интервенирано кај возрастни лица кои што се охрабруваат да побараат совет или насока како понатаму, бидејќи некои луѓе навистина се соочуваат со големи промени на психолошки план во зрелото доба или во старост, ајде да го наречам, кога се чувствуваат забаталено, непотребно и едноставно заборавено од сите. Има ли доста такви македонски возрастни лица кои се охрабруваат да речат чекај, јас постојат психотерапевти, психолози, ќе побарам совет од нив? Некако не баш. Дали затоа што можеби мислат дека не сме им потребни, дали затоа што... Мислат дека е срамота? Можеби затоа што има предрасуда дека тоа е нешто, нели, табу тема се уште, и дека можеби можат сами да си помогнат и нивните деца, пријатели и така натаму.
Меѓутоа не е страшно да побараат помош, напротив, тоа е еден убав разговор, каде што ќе се погледаат работите од многу различни агли, од многу различни перцепции, каде што ќе се води еден убав не монолог, туку диалог помеѓу двете страни. Најчесто се случува да дојдат старите лица во многу критични состојби, значи не заради олеснување на процесот на старење, туку кога доживеале подлабока депресија. Депресијата има доста и кај старите лица, кога имаат деменција, Алцмахер, кога доживеале многу трауми во минатото, па сега тие трауми си го зимаат замавот, си го зимаат својот данок во третото доба, кога имаат флешбекови од самите трауми или пак кога најчесто губат партнер, тоа е животниот сопатник, или пак губат пријатели, починуваат нивните пријатели, што е сосема развојно очекувано, и тогаш кај нив се јавува некој страф од смрт, дека смртта е тука некаде блиску и тропа и на мојата врата, и се појавуваат анксиозност, стравовите, и дури тогаш знаат да побараат помош. Меѓутоа, јас би ги охрабрила да побараат помош и порано, затоа пред што... да дојдат ваквите појави, да. Точно. Така е. А и малку повеќе да се задржиме, ги споменавте на почетокот тие карактеристики на биологијата. Токму тие карактеристики ме интересираат на биологијата, на когницијата. Точно. Самата клетка старее. Еве и ние забележуваме какви сме биле на 10-20 години, какви сме сега, кој знае какви ќе бидеме на 60-70 години ако и ги доживееме. Така да клетката старее и самиот организам старее. Во однос на биологијата и медицинарите убаво ќе кажат дека се зголемува кршливоста на коските, моториката е ослабната, рефлексот на одговарање е забавен. Понатаму сонот, ние исто така го анализираме сонот, сонот не е толку квалитетен колку што бил порано квалитетен. Или е испрекинат, или е покус, или пак се будат и не можат да заспијат. Исхраната исто така е сменета, затоа инсистираме да имаат повеќе, помалку оброци кои што се разнолики. Се јавуваат хроничните заболувања како што се астмата, ХОПС, се јавуваат алергиите, карциномот, исто така се јавува, понатаму рековме деменцијата, проблемите со видот кои што почнуваат уште порано, меѓутоа во староста се нагласени. И сето тоа некако на стариот човек му создава како повратна информација дека јас не сум способен, јас не можам да функционирам. Особено моментот со самото одење во пензија. Ева сега ние од овој аспект кажуваме леле, едва чекаме да отидеме во пензија, малку да се одмориме, да имаме повеќе слободно време да го организираме. Меѓутоа моментот кога доаѓа чинот дека наскоро за година, 2-3 ќе се оди во пензија, стариот човек како да прима информација, мене веќе не ме бива. Мене веќе општеството не ме бара. Не му требам и јас се повлекувам таму некаде. Да. За жал. Една студија која што ја искоментиравме со вас, бидејќи и вие сте дошле до истата за она што во Јапонија се случува со старите луѓе. Во Јапонија живеат над 1100 годишници, значи има многу повеќе кои имаат над 100, но точно 100 години имаат веќе 1000 луѓе, а најстарата жена ми се чини дека има негде 117 години. Па ме повлече ова статистика да ве прашам кој живее кај нас подолго и на што се должи тоа, како во Јапонија, од што тие имаат толку долг век? Дали е од воздухот, дали е од здравиот животен стил или од нешто трето? Па знаеме дека таму се е некако поедноставно. И јас мислам дека филозофијата на животот е баш во едноставноста. Таму нема и обезни луѓе. Во Јапонија нема гојазност. Да тргнеш да се шеташ по улица, да бараш човек кој што има вишок килограми, на вистина нема да имаш прилика да го сретнеш. Точно. Тие се вреден народ, поедноставен, каде што имаат режим на живот. Така да, постојат најголема стапка на старост во Јапонија, Германија, Италија. Кај нас исто постои и старечко население, затоа што наталитетот е намален и затоа што имаме, како да кажам, иселување на народот и некако само старото население како да останува тука.
Може би тоа се должи на моментот што во некои земји, како што Јапонија, постои дури, што не кажува тоа, постои светски ден, празник, денот на старите луѓе, каде што се одава почит на старите луѓе. Мислам дека тука кај нас на Балканот некако пак се тие предрасуди, маргинализација на старите луѓе, некако ги ставаме на страна и тие се доста ранлива категорија, старите изнемоштени луѓе. Во однос на тоа кој живее подолго, мажите или жените, не знам како ќе им звучи на гледачите, меѓутоа жените живеат подолго од мажите, не затоа што некој знае да каже затоа што жената ете од инат знае подолго да го надживее мажот, не, туку затоа што биологијата на женскиот организам е скроена да таа живее подолго заради XX хромозомите, каде што мажите имаат XY хромозоми, бидејќи жената го има естрогениот хормон, кој што е многу добар за срцевите заболувања. Исто така, бидејќи жените не се впуштаат во толку ризични однесувања колку што мажите се впуштаат, во агресивни чинови, во брзо возење, конзумирање на алкохол, дрога и така натаму. И можеби затоа што со самиот чин на старење и одењето во пензија, кога старите луѓе добиваат, пак ќе речеме, големо слободно време, некои жени се умешни во односот на структурирање на слободното време. И некако на тој начин се штитат од тагата, депресијата и општеството што праќа порака таа колективна општествена старочка депресија. Така да тогаш жената знае да се сврти повеќе пак на внуците, на своите деца, љубовта да ја пренасочи можеби кон некои активности, плетење, готвење. Да си најде работа, да се чувствува запослена дека е, па дури и дома во домашни услови, да. Некои жени вистински уживаат во таа улога и едва и го чекаат своето пензионирање и честитки за сите такви, не само жени, туку и мажи. Се разбира, има и мажи кои знаат да бидат продуктивни, исполнети и непрестано зафатени во текот на пензионерските денови, такви имаме ние и гледачи кои што ни се јавуваат. Кога, Розалија, сметаме дека настапува периодот на трето доба? Кога велиме дека сега сме во трето доба и дали тоа се поклопува со пензионирањето, со официјалното пензионирање, кога веќе завршува нашата активна работа? Третото доба започнува некаде ориентационо околу 55-та, 60-та година. Некои велат, нели, кога веќе жената ќе престане да раѓа, кога влегува во менопауза, кога влегува, па понатаму веќе организмот старее, меѓутоа таа некоја кулминација е околу 60-та, 65-та година, а над 75-та година е четвртото доба. Така да процесот на старење е неизбежен процес и составен дел од нашиот живот. Ако првото доба е детството и адолесценцијата, ако второто доба е зрелоста, каде што сме продуктивни, создаваме семејство, напредуваме во кариерата, третото доба е каде што малце се повлекуваме... Припрема за пензија. Точно, така некако. И веќе четвртото доба е каде што ги береме плодовите од нашите успеси и веќе организмот почнува да ни откажува, да не замамува, дека не можеме толку брзо да одиме да се движиме низ животот, туку подобро да поседиме, да се одмориме и да се грижиме повеќе за себе. Така. Брачните односи и социјалниот живот не се исти во секое доба и предпоставувам дека има тука многу аспекти поврзани со се она што ни се случува на биолошко ниво и на сето она како ни старее телото, ни старее и умот, па така и релациите помеѓу брачните партнери, ако се уште двајца и се уште заедно, па и нивните социјални контакти не се исти, нели? Не се. Се менува, затоа велиме животот е динамичен, не е константен, тој е променлив. Зошто толку многу се караат брачните партнери во староста или во тоа трето, четврто доба? Едноставно, анализирајќи ги многу брачни парови кои сум имала да ги прилика да ги запознавам, па дури и во доцните години, некако како да, некај сите, се појавува една нетолеранција, една нетрпеливост, апсолутно во се конфронтираат. Различно е. Оние кои што живееле посрекно и оние кои што имале потопли односи, веројатноста да во периодот на третото доба и во периодот на пензионирање ќе имаат потопли односи меѓу себе и ќе се поддржуваат,
Ќе се свесни дека си требаат еден на друг многу. Не само за разговор, туку едноставно да ние сме социјални битија, нас не треба некој да биде до нас, така да тие кои што негувале подобри односи, кои што биле покомпатибилни и во минатите периоди од животот, веројатноста да во староста бидат уште покомпатибилни, да се надополнуваат, да се организираат, кој ќе ги чува децата, кој ќе ги купи лекарствата, што ќе јадеме денеска, дали утре ќе одиме на гости или ќе ги викнеме внуците и децата на ручек и нас и така натаму, е многу поголема. За разлика од оние кои што биле покавгаџии и оние кои што биле тврдоглави, нема да се намали кавгаџијата да биде попуслив. Поблаг, туку ќе биде уште поголем кавгаџија, а тука да ги надокнадиме, да ги накалемиме моментите дека се помалку толерантни, дека доживеале кој знае што во минатото, дека толеранцијата на фрустрацијата е намалена и дека полесно избувнуваат. А на кого полесно избувнуваме? Избувнуваме најчесто на оние кои што се до нас. Тоа се брачните партнери, тоа се нашите најблиски. Семејството, така. Она афера, онај хорор кој што го доживувале старите лица во два приватни старски домови кои нема ни потреба да им го споменам името, и онака се веќе затворени, едниот во центарот на градот, другиот во Бутел, ја разбранува јавноста и не натера сите ние да размислуваме какви се условите во многу институции каде што ги сместуваме нашите родители, нашите блиски, нашите сакани, за кои не секогаш се изнаоѓа начин да се згрижат во домот каде што живеат, туку понекогаш и нивната здравствена ситуација налага да не можат семејствата да се грижат за нив, па ги даваат по домови. Сигурна сум дека и членови на семејства кои што имаат своји родители се многу вознемирени овие денови и така да затоа се вршат и контроли и инспекции, како што видовме и во вестите. Какви услови заслужуваат старите лица и дали некој сето тоа го контролира кај нас? Јас секогаш кажувам дека нашите контроли, надзори, инспекции треба да бидат малце почести, поригорозни, без разлика на која област станува збор. Меѓутоа, старите лица, како и сите луѓе, без разлика во која животно доба се наоѓаат, потребно е да живеат еден достоинствен начин на живот. Тоа би значило дека доколку ние, зрели, во периодот на зрелоста не можеме да се грижиме за нашите родители, навистина многу е добро што постојат старечките домови, меѓутоа не било какви старечки домови. Старечки домови кои што ќе бидат вториот дом за старото лице. Старечки домови кои што ќе имаат топол простор и амбиент, каде што ќе бидат згрижени 24 часа старите луѓе, каде што ќе има 3 топли оброци, каде што ќе има ужинки, каде што ќе има стручен персонал од лекари, медицинари, каде што ќе има катче за слободни активности кои што тие на тој начин ќе се социализираат со другите стари лица, каде што ќе биде овозможено да доаѓаат од надвор нивните роднини, сродници, внуци, така натаму да ги посетуваат за да се одржува таа нишка, каде што ќе постои едно делче, каде што ќе можат да ја покажат својата религија, да ги покажуваат своите религиски, верски обичаи и традиции. Исто така, каде што ќе има стручни лица во однос на психолози, психотерапевти, социјални работници, кои што континуирано не да ги анимираат, туку ќе работат стручно. На нивото ментално здравје, да. Точно. Затоа велиме дека тие места треба да бидат топли места каде што ќе има достапност, значи и старите лица кои што имаат хендикеп, телесен хендикеп, да можат да лесно да се движат и да борават таму во тие простори, каде што треба да се свати дека староста не е болест. Меѓутоа со староста доаѓаат болестите. И болестите уште повеќе ја забрзуваат староста и стравот од смрт и смртта е тука некаде. Затоа убаво е, значи, периодот на староста да се биде испочитуван, достоинствен и да му се овозможи еден достоинствен процес на живот на стариот човек. Ви благодарам многу. Верувам дека со големо внимание ве следеа повозрастната популација која е секогаш овде
секое утро со нас и се надевам дека на некоја тема следна повторно ќе се дружиме. Секако. Така, ви благодарам. Благодарам.